Мрежата на заштитени подрачја во Македонија не представува кохерентен систем, односно истиот е во преодна состојба и вклучува подрачја прогласени во различно време, според различни категоризации и со различни цели. Вкупната територија на заштитени подрачја во Македонија изнесува нешто околу 9%, од кои повеќе од половина представуваат трите национални паркови. Овој процент, според обврските од Бернската конвенција, која има ратификувано во 1998 година и стратешкиот план за биодиверзитет до 2020 година, државата како да заборавила на обврските на овој меѓународен акт и наместо се движи во насока на зголемување и унапредување на заштитените подрачја, константно го зголема притисокот врз природното богатство, кое кај нас заштитено и со устав. Во последните години се забележува мал напредок кон ова прашање, па минатата година со поддршка од меѓународните партнери, мрежата на заштитени подрачја се зголеми за уште 4. Меѓу нив е и локалитетот Стамер, прогласен за природна реткост поради својата палеонтолошка вредност. Лесновската купа и кратерот на Врвот се наоѓаат во западниот дел на Соговските планини, помеѓу Пробиштип и селото Злетово. Тоа е меѓу најдобро сочуваните фосилни и згаснати вулкански кратери не само во државата, туку и на Балканскиот полуостров. Ова подрачје требаше биде првиот вистински геопарк во Македонија, како и второто подрачје под заштита на УНЕСКО. Но поради непостојање на политички интерес, после неколку години работа, овој процес запре. Геолошкото наследство никош не било главно поле на интерес кај нас кога станува збор за заштита на животната средина. Но постојат и геолошки локалитети кои се со меѓународно признание или нивното значење е од светски рамки. Пример за тоа е пештерата Слатински извор, која што е формирана во пек рампински карпести маси и една од подолгите пештери во светот и е регистрирана на листа на светското природно наследство од УНЕСКО од 2004 година. Нова листа е и локалитетот Маркови кули, со карактеристични геоморфолошки форми, а влезот на пештерата Пешна со димензија од 52 метра е една од најголемите во Европа и светот. Во Македонија постојат многу гранични подрачја кои се заштитени кај нашите соседи, но не и кај нас. Пример за тоа се Јабланица, Веласица, Шарпланина. Најдобар начин да се заштити природата се националните паркови. Сепак од сите земји во регионот, Македонија има најмалку, само 3: Галичица, Пелистер и Маврово. Држави со дури и помали територии од нас имаат поголем процент на територија под заштита од категоријата национален парк. Национален парк е заштитен природен или полуприроден предел во сопственост на владата на една земја. Националните паркови се богати со ретки видови и видови кои се значени за природата и разновидноста на растителниот и животинскиот свет. Со најновите најави, Шарпланина би требало да биде новиот, 4ти национален парк и прв прогласен од независноста на државата. Вкупната површина по шуми изнесува речиси 1.000.000 хектари, што представува 37% од територијата. Оваа бројка постојано опаѓа во последната деценија. Шумите во државна сопственост зафаќаат речиси 89% од целокупната површина по шуми, а останатиот дел се мали парцели во приватна сопственост. Како и во другите делови на Балканот, широколисни дрвја се доминантни во државата, а главни видови се дабот и буката. Некои од поголемите закани и проблеми во управувањето со шумите се нелегална сеча, други нелегални активности, шумски почери кои зафатеа близу 100.000 хектари во последните 10 години, климатски промени преку процесот на сушење на шумите, штети од инсекти и болести. Нелегалната сеча представува сериозен и долгорочен проблем кој го доведува во прашање одржливото управување со шумите, како и вредноста на шумите во поширока смисла. Истата ја нарушува природната регенерација и создава потенцијал за ерозија, шумски пожари, болести и штетници, како и нарушување на водниот режим. Биолошката разновидност и екосистемските услоги придонесуваат на различни начини за добросостојбата на луѓето. Богатството и хетерогеноста на видовите и екосистемите се основни обележја на биолошката разновидност во Македонија. Според анализите за богатство на биолошката разновидност на одделни земји од Европа, Македонија се наоѓа на самиот врв на листата на држави познати како европски жаришта. Жариште на биодиверзитет е ограничено подрачје со голема биолошка разновидност. И покрај фактот дека вкупната територија на државата зафаќа површина од 25.713 км2 и представува 0,26% од територијата на европскиот континент, голем дел од разновидноста се наоѓа токму тука.
Една од главните причини за високата биолошка разновидност е слабото замрзнување за време на последната ледена доба и постојањето на континуирана шумска вегетација во јужните делови со што овие простори зачувале биолошката разновидност, но придобиле и многу нови видови.